Босна и Херцеговина победна заднеја Северна Македонија, втора најзагадена држава во Европа во 2023 година. Во светски рамки од вкупно 134 држави, земјата се наоѓа на 32-то место. Ова го покажуваат анализите објавени неодамна на швајцарската компанија IQR, која го мери квалитетот на воздухот. Веднаш зад земјава се Црна Гора, Србија, Турција, Грција, Албанија. Македонските граѓани во просек дишале 25,2 микрограми на метар кубен PM честички. Оние респиратибилни честици кои што се карактеристични, кои се дефинирани како PM10, PM2,5 и PM01, то се честички кои што можат да навлезат преку дишните органи во белите дробови и да предизвикуваат најразлични болести. Точко вели дека треба да се види од каде е изворот на загадувањето, како се создаваат и распоредуваат во атмосферата овие PM честички и колкава изложеноста на луѓето од нив. Аерозагадувањето е најприсутно од октомври до месец март, кога е период на грејна сезона. Кога голем број на индивидуални ложишта се активни и произведуваат загадени материи, чад, прашина и да не зборувам за овие PM честички и да не зборувам за некои сулфурни, азотни оксиди, јаглерод моноксид и сето она што го прати аерозагадувањето. Тука своето го прави и сообраќајот, каде што се поголем и поголем број на возила се возат. Мапата која ја направи граѓанската иницијатива Шанса за центар покажува дека повеќе од 700 јавни објекти на централно и локално ниво, од болници до училишта, градинки, судови, касарни, се греат на дрва, нафта, мазот, пелети, кои се меѓу најголемите загадувачи. Според нив, 7 големи болници по македонските градови секоја зима, за да се загреат, трошат околу 1520 тони мазот. За нивното загревање за една сезона граѓаните преку буџетот на државата и на општините ќе платат над 20 милиони евра. За загревање на овие објекти оваа грејна сезона може да се потрошат над 16,5 милиони литри нафта за грејење и над 4,8 тони мазот. Експертите сметаат дека станува збор за застрашувачки податок и оти треба да се пристапи кон изградба на еколошки системи како што се фотоволтаиците. Мораме подитно денес, али не како Елдорадо што беше минатата година, меѓутоа плански да направиме во кој регион што може повеќе да направиме системи, али системи кои што биле како јавно-приватно партнерство со владата и македонски фирми, затоа што сета таа енергија и сите тие вредности би останале тука локално. Од Шанса за центар бараат државата да преземе мерки и да го смени начинот на загревање на овие објекти, бидејќи над 5 милиони луѓе во светот убива годишно загадувањето на воздухот од фосилни горива. Според истражувањето на IQR, помеѓу 15 најзагадени европски градови се и Струмица и Тетово. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.